Добар ден. Прекрасни цвеќиња тука на вашата тезга, вашата се издвојува од останатите, па би сакале да ни кажете вие како долгогодишна жена која што одгледува и продава цвеќиња, кои цвеќиња се најпродавани оваа лето, дали може да ни откриете? Па еве, ова еустомата се продава пошто подолго стои и далијата. Ја држав цвеќара порано. Така? Да, и сега тука помагам на еден дечко и така. Летно време, нели, секако е многу топло, температурите растат. Како најдобро се одгледуваат цвеќињата? Како да направиме да траат подолго? Па само менјавање на вода и една капка до местос малку да се стави и така потоа да. Тоа е трик со доместос, кое значење има? За ова што е за... Да. Доместо средството, да. А какво е значењето? Да? Капка и се закоравува бело доле станува, ама сега овие се сега добиени, нема проблем. И се одржува подолго време да стои. Така. Една недела до 10 дена. Така, во домашни услови. Да. Тома поише стои, тука е потопло. И затоа почесто добиваме цвеќе. Така. А кажете ми, многу ми навелат дека дома во вазна треба малце само да има водичка во ова. Дали е тоа вистина или мит? Точно, да. Да не скапува држката. Така. Значи не треба да се преполнуваат вазните со вода. Да. А исто имам слушнато дека и шекер внатре се става или нешто или не? Тоа не е. Ни шекер, ни сол. Ни шекер, ни сол. Да. Значи доместос му е мајка. Една капка само се закоравува, се ова ептентаза, се станува бело доле држката и не скапува. Да. Кажете ми, исто гледам дека продавате и цвеќиња во сакси, кои што се одгледуваат исто во домашни услови. Кои се најпродавани од тие? Најпродавани се винките и петуниите. Тоа е сега и што е поевтино. Што е поевтино, тоа е тоа. Се ценкаат ли луѓето за цени? Па да, кој како. Зависи од човек. Како се движат цените од една саксија, пример, петуни? Петуниите 150, тука овие се производители и поевтино дава. Така. Да. Кажете ме, кој купува повеќе цвеќиња, мажите или жените? А и мажите и жените. И жените купуваат за во вазна, за дома, знаеш. Така. А и мажите нема правило. Така. Од вашето долгогодишно искуство, дали имате приметено дека само по повод се купува некој цвеќе или букет или луѓето знаат често и за себе? Петок, сабота се купуваат за дома, за во вазна, сега ептен 8 март стана инвазија. Мислам, ептен масовно се купува цвеќе, неко порано. Добре, пред 30 години било друго, сега е друго. И така по еден цвет, зависи кој како. Кој е ваш предлог некој интересен букет да се купи, да се вака создаде за по некој повод било? Кој е ваш предлог до нашите гледачи? Се моментално се еустома, со астромерија, секој различито. Кој како ружите се побаране, а се не стојат поради топлото време и така. Ружата ја барат доста. Која е цената на една ружа? Па 120-150 зависи од локацијата. Така. Да, и од квалитетот. Така. Имате и кактуси таму мали гледам. Тие најлесни се за одржување или? Да, па лесни се и нешто 2 пати месечно вода се става и така. Така. Ви благодарам многу на прекрасните одговори. Се надевам дека нашите гледачи ќе добијат некој совет плюс, ќе добијат некоја идеја да дојдат да си купат цвеќе од вас. Ви благодарам многу. Ништо, фала и на вас.